Бројот на странски туристи во Македонија последните години расте. Неколку фактори влијаат на позитивниот тренд: зголемениот број на ефтини авионски летови, засилената промоција во светот, понудата од содржини, особено во главниот град. Сепак, да не одиме подалеку, во соседството некои тоа го прават поуспешно. Добро вечер и добре дојдовте во Дурбин. Во наредните минути ќе се обидеме да одговориме на некои од дилемите што веќе ги загатнавме. Не е непознато дека секој дел од земјава има скриени богатства кои можат да го привлечат вниманието на странските туристи. Едно од нив со години беше како забранета тема. Кај селото Мајден се крие затворен ковчег. Зошто да не биде дел од туристичката понуда на земјава? Истражуваше Анита Димитриевска. Рудникот Алшар многумина го замислуваат како вешто скриена Аладинова пештера, која во утробата крие скапоцени камења. Окната едва и надзираат под сенките на густите грмушки и пределот го обвиваат со дополнителна филмска мистика. Ова зад мене е едно од окната на рудникот Алшар, кој што се наоѓа на 50 на километри од Кавадарци. Ова е втор пат екипа на македонската телевизија да го истражува рудникот. Првиот и ексклузивен документарен филм за овој рудник го сними македонската телевизија во 93-та година. Алшар им бил познат и на турските големци кои за своји потреби копале низ јамите. Во 19 век се наметнала потребата за антимони за арсен. И тогаш, во 1865 година, познатите инвеститори од Солун, браќата Алтини и францускиот инженер Шарто, формирале компанија, а рудникот го нарекле Алшар, име кое произлегло од нивните имиња. Наоѓалиштето работело се до Балканските војни. По Втората светска војна властите решиле да ги продолжат истражувањата. Експлоатираната руда ја промивале во околната река и така прочистена со воз ја испраќале во топилниците на западноевропските земји. Тој е црвениот дол, кој што најповеќе е застапен лунодитот. Таму е таа црвената вода. И цела река на десната страна кога тече надолу, и колку да е голема, и колку да глема по силни дождови, она повеќе доток има. И така, она може до 5-6 километра, се десно се знае дека таа вода е црвена, знаеш. Таму е лунитот. Под Мајден долу, под самото село, десно да завртиш, тоа сето мириса. Кога ќе земеш едно плюс, тоа не може да го снимате. Кога ќе земате вака да плюс од тоа, мислите дека во само злато е. Ништо друго, само злато е. И вака, значи, али тоа сето мириса, кога најповеќе мириса, кога врне, кога некои дождови има, снег кога има. Оно, од таму кога земале, тука прочистување, генералка чистка направиле. Генералка чистка. И тоа се таму, знаеш како е. Мислите дека во најубавото место, дека нека песок ќе трпиш и ќе туриш на патот таму. Тоа само отро може се туриш таму дома. Алшар се поврзува со скапоцениот лорандит, еден од 7 ендемски минерали на талиумот, што го има единствено во Македонија. Неговата моќ експертите ја гледаат во тоа што е единствениот природен минерал во светот кој ги препознава реакциите што доаѓаат директно од јадрото на Сонцето и може да даде одговор на многу прашања поврзани со настанувањето на Вселената. Во светот постојат поголем број на проекти кои се занимаваат со прашањето на детекција на неутрината со потекло од Сонцето. Еден од тие проекти е и Лорекс проектот, за кој е потребен лорандитот како мета, да кажеме, природна геохемиска мета, која може да детектира присуство на частичката неутрина во задните 5 милиони години. Американските научници работеле на таков проект, но со вештачки детектори не биле задоволни и барале алтернатива. Дури во 80-тите години стартувале сеопфатните истражувања. Од Алшар ископале неколку тони руда, од кои добиле 1 килограм лорандит, количество што не било доволно за да се спроведе истражувањето до крај. Лорандитот е темно црвен минерал, не е метал, значи минерал, мек минерал, лесно се крши и во рудата го има многу малку. И вие за да го издвоите треба многу време. Ние за тој 1 килограм да го издвоиме во Институтот за железарница 6 месеци работевме за да преработиме рудата и потоа под микроскоп тие ситни кристалчиња од лорандит да ги извадиме, од тие се инкорпорирани во карпите, во стените и спомешани со другите минерали. Еден од позастапените арсенски минерали е реалгар, кој што има многу слична боја и слични карактеристики. Треба да знаете и да умеете како да го издвоите.
Со распадот на Југославија истражувањата стагнирале, а во меѓувреме научниците од Америка и од Јапонија со посредство на вештачки детектори го докажале стандардниот сончев модел, за што добиле и Нобелова награда. Веќе се виде дека некои проекти кои што после за станувањето на проектот Лорекс сака одредени земји да ги развијат, како што е проектот на тешка вода во Јапонија, галиум и така натаму, не дадоа резултати и повторно научниците се враќаат, се свртуваат кон Алшар. Ние тоа треба да го искористиме како држава, треба да ги отвориме вратите, затоа што европските држави и Германија, и Австрија, и Швајцарија, па и Америка имаат многу врвни лаборатории каде тие истражувања можат фундаментални да се прават. Немокни да ја одгатна тајната на научниците кои им дефилирале низ селото, љубопитните жители на Мајдан создале свое толкување за она што се крие во јамите на рудникот. Плетале приказни што ги пренесувале низ генерациите. Се верува дека штитовите на моќната фаланга на Александар биле премачкувани со лорандит, која заслепувал противничката војска. Според други теории, со проучување на лорандитот може да дојде до толку посакуваната бесплатна енергија која би го сменила распоредот на силите во светот. Некои од истражувачите на оваа чудесна руда тврдат дека токму поради можноста за бесплатна енергија, целата оваа работа останува докрај неразјаснета. Таму има видови на растенија, тоа се вака популарните оние темјанушки, кои што Виола алшарика, Виола алшарензис, тоа повеќе биолозите тие термини ги владеат, меѓутоа тие се специфични по тоа што на еден мал простор тие имаат големина од обичната темјанушка љубичица за повеќе од 10 и повеќе пати. Исклучиво вегетираат и обстојуваат на вакви површини збогатени со талиум и со арсен. Стандардната наука сосема разбирливо и име наклонета на фактите, а нашите истражувачи велат нема ништо мистично во Алшар. Вие не можете да го споредите потенцијалот, да кажеме, на Иловица со потенцијалот на Алшар. Иловица е во южните делови, да кажеме, на Македонија, во посебно близина на Струмица е релативно голем потенцијал. Тоа се големи количини на рудни резерви. Алшар моментално со сегашни истражувања нема такви резерви. Меѓутоа, реков, има посебност и ендемичност и го поглед на пристап на талиумски минерали кои во некој момент веројатно били добар економски параметар. Алшар е вистинско мало ковчеже кое крие 500 тони талиум, чија берзанска цена достигнува и до 1,5 милиарда евра. Вкупните рудни резерви се проценуваат на 2,5 милиарди евра. Тогаш се наметнува прашањето: има ли Македонија финансиски капацитет да го отвори рудникот и добро да заработи? Досегашните сознанија укажуваат на одредени количини на злато кои се движат околу 20 тона злато. Меѓутоа, тоа не значи дека доколку истражувањата се продолжат и можеби се утврдат дополнителни количини на злато, во тој случај објектот би добил солидни економски перформанси. Да отворите рудник, тоа е многу скапа инвестиција. Да изградите објекти за обработка на таа руда и преработка. Па потоа во некои топилници други да се топи, тоа е голема инвестиција. Македонија како држава тоа што го направи е одобри концесија. Распиша тендер, се јави концесионер, доби концесијата, значи сега може да очекуваме дали тој ќе инвестира или не, тоа е веќе друга работа. Но можам да ви кажам дека се огромни инвестиции во прашање и можеби комбинацијата на експлоатација во исто време и на антимон, и на талиум, и на злато може да даде некој одговор дека тоа може да биде рентабилно. Кога денот се буди, вдахнувајќи живот во навидум безпрекорно чистата природа обоена во златно-жолтите нијанси на спектарот, а под вашите стапала крцкаат тенките гранчиња со арсен и сулфур натопени, ке помислите дека стигнавте во долината на златото, не ни помислувајќи дека бојата со која е премачкана ендемската природа е силен отров, кој како лукав камелеон се крие под превезот на есента. Алшар е пример како не треба да се однесуваме кон туристичкиот потенцијал. Еве европска лекција која може да биде од помош. Литванија го вади максимумот од она што го има како богатство – килибарот. Се прават сувенири, се користи за масажа во бањите. Носи значителен девизен прилив. И не само ова. Балтичката држава, која веројатно за многумина е последна на списокот за посета, низ сите посткомунистички години доживува туристичка експанзија. Горан Петрески беше таму и еве ги впечатоците спакувани во неколку минути.
Киливарот е национална гордост на Литванија. Нема да претерам ако кажам дека секој втор дуќан во стариот дел на Вилнус на некој начин живее од киливарот. Сувенирници, мали фабрики за обработка на киливар, продавници, салони за масажа со киливар. И секаде доволно посетители заинтересирани да слушнат за оваа тврда, кристализирана фосилна смола од растително потекло, најчесто со жолта боја. Дел е од нашата култура, дел е од народната носија. Кога се дотерувале жените носеле килибарни гердани, килибарни брошови, килибарни белегзи. Килибарот се користел на многу начини во минатото и за заштита, како амаилија. Оригиналниот амбер е прилично скап. 100 грама необработено парче чини од 60 до $100. Во земјата на легендарниот Арвидас Сабонис, веројатно исто колку и кошарката, популарен е килибарот. Овој минерал за литванците е повеќе од драгоцен камен за трговија. Го употребуваат како накит, како средство за козметика, па дури и како лек. Оваа црква во Вилнус има посебна историска димензија. Жителите на овој град не се особено горди на легендата според која во неа е крстен Ханибал Лектор, серискиот убиец од книгите и филмовите, кој по националност и раѓање е литванец. Приказната за Гедаминас, основачот на Вилнус од 14 век, ја раскажува градското кале. Убаво уреден простор, опремен со лифт за полесно качување и видиковец на стражарските кули. Доволно причини реки туристи секојдневно да доаѓаат тука и да уживаат во панорамата на Вилнус. Градот музеи, во кој минатото и иднината се мешаат во совршено определени дози, не е единственото место кое Литванија им го нуди на туристите. На географската карта нема да ви падне во очи ако некој не ви го препорача. Друскинин Кај, град со неколку илјади жители југозападно од Вилнус, во близина на границата со Белорусија, е познат спа центар и мека на бањскиот туризам, позната не само во Литванија. Друскинин Кај со право зазема почесно место на туристичката мапа на Литванија. Овој мал град, чие име не е едноставно да се изговори, барем за нас македонците, прима годишно повеќе од 250.000 посетители. Најголем број од нив се руси, но и авантуристи и луѓе со здравствени проблеми од цела Европа. Бањите од времето на Советскиот сојуз денес се модерни хотели кои ги нудат сите можни видови на бањски туризам. Сите жители на ова место со живописна природа и чист воздух се на располагање на гостите. Имаме терапија со минерална вода и терапија со кал. Работиме како во старите времиња, како пред 1000 години, кога таквите процедури првпат се изведувале во Друскинин Кај. И денес ги правиме истите процедури, само на нов, модерен начин. Еден од најпознатите објекти во градот нуди забава, рекреација, одмор за сите генерации и вкусови. Дури и кога надворе е минус, гостите можат да уживаат во понудата на модерниот аквапарк. Сауни, джакузи, тобогани, разни видови базени, природен морски песок, ништо да не им недостига на гостите. За малку пари многу уживање во водните убавини. Уште повпечатлив од аквапаркот за сите сезони е ски центарот во Друскинин Кај. Градот годишно регистрира околу 250.000 гости, но ски центарот го посетуваат двојно повеќе. Разликата ја прават оние кои доаѓаат на еден ден скијање во било кое време од годината. Дење, ноќе, зиме, лете. Сум скијал само зиме, скијам само една година, не сум многу вешт. Картата за влез и целодневно користење на скилифтовите е околу 20 евра. Може да се изнеми опрема или да се користи своја. Има кафетерија, ресторан, придружни содржини кои треба да го комплетираат чувството дека скијате во природа на планина, а не во затворен објект на вештачки снег. Ова не е Гармиш-Партенкирхен, но е скијачка патека долга 460 метри. Температурата на минус 4 ја одржуваат преку 30 огромни климатизери. Скијачите ги обслужува една жичница и неколку скилифтови. Ако Друскинин Кај е град за одмор, лекување и забава, тогаш Тракај е град замок. Распослан на неколку острови кои се простираат на големи природни езера, е еден од најпосетуваните градови во Литванија, најмногу поради овој дворец.
Во него живеел еден од најмоćните литвански владетели. Овде гледаме голема разлика меѓу Витотас и татко му Кеистутот Тракај со мустаките, брадата и крзното. А овде еден од првите христијански војводи на Литванија. Бил дипломат и формирал големи сојузи против крстоносците и со европејците за да ја ослободи Литванија, но го уништиле внатрешните конфликти со неговиот братучет кој сакал да го преземе престолот. Умрел во 1413-та и по него никогаш не смеа достигнале славата на големото војводство Литванија како за негово време. Литванија постепено се намалувала до територијата што имаме денес, 65.000 квадратни километри. Денес голем број туристи доаѓаат во Тракаи да ја слушнат лекцијата од историјата која ја опишува Литванската империја во незиниот најголем подем. Овој дворец во Тракаи е изграден на почетокот на 15-тиот век во времето на владетелот Витотас, кога всушност Литванија е најголема и најмоćна во својата историја. Се протегала од Балтичкото море на север до Црното на југ. Денес овој замок е туристичка атракција која ја посетуваат годишно во просек околу 1 милион туристи. Литванија е земја на високи луѓе. Дебели нема многу поради комбинацијата на начинот на исхрана и поднебјето. Сепак литванците се гурмани и уживаат во специјалитетите на секоја кујна. Секој што ќе го посети Тракај мора да проба традиционална пита кибин, традиционалниот тракијски пијалок крупник, како што имате на масите. Од топлите јадења, месо со зеленчук готвен на пареа и се разбира десертот пита со јајца и суво грозје. Во туристичката тура низ Литванија неизбежно место има Европскиот парк. Музеј на современа уметност сместен среде недопрена природа. Го создал уметникот Гинтерас Керосас на почетокот на 90-тите години, инспириран од ветриштата на промени што ја зафатија Европа. Тогаш младиот 19 годишен уметник сакал да му даде смисла на географскиот центар на Европа. Имено литванците тврдат и за тоа спорат со пољаците, дека средината на Европа, погледната од Урал на исток до Португалија на запад, се наоѓа токму во овој парк. И така, скулптура по скулптура, денес овој парк има повеќе од 100 изложени експонати, секоја оригинална на свој начин. Некогаш луѓето ме прашуваат зошто сум го направил таму. Мислам дека со изградбата на Европскиот парк постигнав нешто реално, вистински подарок за Романија. Денес во овој парк музеј своите творби ги изложуваат голем број уметници, меѓу кои и врвни имиња како Денис Опенхајм. Пред неколку години во близина на Вилнус се создава уште една туристичка станица. Проектот беше започнат во 2009-та во чест на прославата на литванскиот милениум, 1000 години постоење на литванската држава. Литванците се трудат и мора да се признае дека тоа им успева да создадат туристичка атракција од ништо. Во близина на Вилнус, локалните жители од едно мало место на оваа локација го направиле брдото на ангели. Полека, но сигурно го градат митот дека секој посетител што ќе дојде овде и ќе се помоли, ќе може да си ја оствари секоја желба. Ако добро забележав, вањскиот туризам го следи современиот тренд. Инвестиции во хотели, избогатени содржини, а не само базени со топла вода. Таквата форма, каде што човек може да се препороди од секојдневниот стрес, доби име спа или велнес центар и бањите веќе станаа привлечни за сите генерации. Македонија лежи на лековити минерални води, но се чини кај нас асоциација на бањите се само пензионери. Зошто е тоа така? Истражуваше Анита Димитриевска. Во земјава има 8 бањски центри, но ретко некој од нив заслужува да го носи овој епитет. Некои ги следат современите трендови и потребите на гостите и инвестираат во инфраструктурата. Такви се негорските бањи. За жал, поголемиот дел од нив се оставени на забот на времето. Така со години пропаѓа Кумановската бања. Иако изобилува со исклучително лековита вода, објектот подолго време е под клуч. Додека чека нов инвеститор и некои подобри времиња, на болните не им преостанува ништо друго, освен да се задоволат со пивката лековита вода што ја црпат од блиската чешма. Кумановската бања е многу катастрофа, за нигде. Не се интересира никој, нема одржавање, бебе папири фрљао, нема никаква корпеза, отпад. Видиш какво е дека. Се е грозена работа, све е уништено.
Бањата Кежовица на само 2,5 километра од Штип представува вистинско место за рекреација на постарата генерација, свесни за лековитите својства на водата, но и како да се искористи, владата веќе најави целосно реконструирање. Ми се допаѓа едно тоа што е чисто, уредено, посетители има многу, така некогаш и нема место и се собираме повеќе во собите. Ама се снаоѓаме. Има тука кујна, се снаоѓаме, се услужуваме, има пазар, си одиме, си правиме разни работи и така секако другарски се снаоѓаме. Истражувањата покажуваат дека на територијата на земјата има околу 1100 извори, од кои 65 се термоминерални со лековити води од вулканско потекло, чија температура се движи од 30 до 72 степени Целзиусови. Овде се лекуваат сериозни заболувања на кардиоваскуларниот, дигестивниот и на гинеколошкиот систем, а одлични резултати покажали во третманот на болните од реума. Македонија низ историјата покажала дека има одлични предуслови за развој на бањскиот туризам. Аквадуктот Скопски, и тоа е многу малку познато во нашата јавност, е направен покрај другото, без оглед на тоа кој период потекнува и така натаму, е направен во еден период за да донесува вода во Скопје, кога Скопје има голема потреба од градење на тие амани. Значи, некаде во тој 16 век, 15-16 век, кога Подем доживува Скопје, вода е исклучително потребна токму за амамите. Видите, во Скопје постојат најголеми бањи, кои ги имало воопшто во Македонија и во османискиот период, и тие бањи играле голема функција, јавна функција и така натаму. Меѓутоа, оно што сакам да го кажам и што ме инспирира вашето прашање, е тоа дека ние не успеавме во Скопје да осовремениме ниту еден аман. Но амамите не биле атрактивни само за жителите на метрополата. Штипската бања, изградена во 17 век, полека прераснува во култно место, чија традиција и денес се негува. Бањата се претпоставува дека е формирана некаде во 17 век и во тој период се користи како турски амами. Од таа причина и денес имаме раздвојување, значи, на машката и женската бања, кои што биле од времето користени за начинот на кој што традиционално турците го имат користено. Како градска бања се споменува дека е почната некаде пред 8 децении и истата е уште во витално и функционална кондиција и ја користат граѓаните до ден денешен. Статистиката зборува дека Македонија многу малку вложува во развојот на бањскиот туризам. Бањите се таквите туристички центри за Македонија, зборам, каде што најмал процент има од странски посетители. Претежно доаѓаат домашните посетители. И таа бројка се движи некаде околу меѓу 22 и 26 илјади посетители во текот на годината. И некаде помеѓу 200 и 220 илјади ноќевања реализираат тие посетители кои што доаѓаат во бањите. И тоа тие ноќевања кои што се реализираат е резултат на тие куративни терапии. Значи, посетител дали му се допаѓа или не, он мора да остане да ја прими терапијата. Дали е лоша бањата, дали е лош местото, мора да ги искористи тие нејзини можности и кој што рековме, затоа што лечат најразлични видови болести. Банско има исто така една изворедна состојба која Македонија треба да ја искористи. Ние сме сигурно, може би единствено место на земјата топка кај што може да се најде бања од 3 век, од римско време, турски бањи, од времето на престојот на турците и сегашни модерни бањи, кои бањи сите се во добра кондиција, дури може да бидат ставени во функција. Зборувам и за римската терма, и турската бања, и оваа модерна бања, така да на едно место во некое догледно време ќе може европски гости да престојуват и да користат здравствени услуги во 3 видо или типови на бањи од различни време. Ја мислам дека ова е една голема можност, али треба да и државата и ние да ја искористиме. Статистиката покажува дека само 5% од туристите се заинтересирани за посета на бањските центри, што е исклучително малку ако се споредиме со соседна Србија, каде што на бањскиот туризам отпаѓаат 30% од вкупниот број странски посетители на земјата. Ова е аларм што сигнализира дека мора нешто да се промени. Ова зад мене е Катлановската бања, надалеку прочуена по својата лековита вода.
Овде престојуваат луѓе кои имаат сериозни здравствени заболувања. Познавачите што ги анкетираше Дурбин велат дека не е доволно Македонија да инвестира само во банјски капацитети кои што ќе нудат медицински лекувања. Потребно е Македонија да ги следи европските трендови и да изгради модерни спа центри. Колку и да звучи чудно, познавачите велат дека е вистина. Во Македонија нема спа центри. Нашите бањи се користат исклучиво за третман на болести и да, тоа не се бањи. Спа центрите се нешто друго. Тоа се огромни капацитети кои работат 365 дена во годината, а освен што се опремени со модерна медицинска опрема за лекување, се користат пред се за превенција од болести. Ги посетуваат здрави луѓе кои немаат здравствени проблеми и овде се рекреираат. Располагаат со спортски игралишта, центри за масажи и за разубавување, фризерски студија, киносали. Во Македонија спа центар нема, да не се лажеме. Сега некој вика спа центар бањиште, Косоврасти или Негорски бањи, така натака, не се тоа спа центри, покрај тоа што еден дел од нашите бањи располагаат со одредена инфраструктура која што може да се стави во категоризација на спа центри, но ние далеку сме од таа инфраструктура и далеку сме од тие спа центри. И воопшто во Македонија бањите не им се придава многу големо значење, а имаме огромен потенцијал. Модерен спа центар дали ќе имаме или не во догледно време не се знае, но едно е сигурно, скопјани од минатата година летната жега може да ја згаснат во атрактивниот аквапарк, сместен на површина од 12.000 квадратни метри, со 10 тобогани, детски базени, мрзлива река и сите потребни водени реквизити за уште поголеми детски лудории. Скопскиот аквапарк му даде шмек на градот, а за оние најмалите беше остварување на долго посакуваниот сон. Кога колегата Горан Петревски се врати од Литванија, првиот впечаток што го донесе беше многу чисто, со зеленило и тивко. Ова е доказ дека не секогаш метежот, бучната атмосфера, различната музика која ечи од сите страни е привлечна за туристите. Уште еден факт отсликува што значи сериозен пристап во мисијата да се освојат туристи. Балтичката држава нуди скијање во сите годишни времиња, а од друга страна највисоката точка е Рит со едва 290 метри. На сето ова некои имаат и забелешки. Кој друг, ако не балканците? Литванија, поранешната Советска република, Балтичкиот тигар од почетокот на новиот милениум, денес е членка на Унијата која го живее својот европски сон. Земјата на кошарката со преубава природа и вредни луѓе полека но сигурно го гради имиџот на модерна европска држава. Културна и образовна ризница со богато минато и светла иднина. Литванија се пробива на туристичката мапа и се поуспешно се наметнува како атрактивна туристичка дестинација. Заспаниот балтички тигар полека се буди од длабокиот сон во кој потона по економската криза од 2008-та. Рекордната невработеност од 2009-та е преполовена за само 4 години. Литванија се враќа на старите патеки во економијата. Напролет, Вилнус очекува одлука од Европската централна банка за приклучување на земјата во еврозоната. Значителен импулс во новата економска експанзија што се очекува представува туризмот. Главни стопански гранки се индустријата и услугите, но туризмот од година во година носи се поголем девизен прилив. Земјата нема ниту една планина, највисоката точка е Рит со едва 290 метри надморска висина, ама тоа не е проблем за зимските спортови. Во Литванија може да се скија во секое време, и зиме и лете. Излезот на море е многу важен, иако Балтикот не може да се пофали со екзотични плажи за капење, ниту пак со погодна клима за летен туризам. Литванците сепак се сетиле како сите недостатоци да ги претворат во предност. Едвина Спундус работи како туристички водич и добро заработува од оваа професија. Вели дека од ден на ден има се повеќе работа и гости од сите краеви на светот, љубопитни да ја запознаат Литванија. Највише мислим наша посебна култура да имамо. Најмногу нашата посебна култура, имаме поинаков јазик од другите, го имаме стариот град Вилнус, еден од најдобрите и најголемите во регионот, во овој дел на Источна Европа. Се разбира и природата, која е мирна, немаме контрасти, но на голема површина на која може да се занимавате со различни активности како и пливање. Имаме 4000 езера, неколку реки, краток појас на Балтичкото море и многу градови и села. Денес оваа земја со 3,5 милиони жители ја посетуваат повеќе од 2,5 милиони туристи годишно. Во просек туристичкиот сектор расте за 18% годишно и на тој план ја прави Литванија втора најбрзо растечка земја во Европа.
Која е тајната на успехот, го прашавме советникот на литванскиот премиер за економски прашања. Во Литванија има 4 годишни времиња, а секоја и одговара на одредена група туристи. Сега е есен и уживаме во ова циганско лето, полно со бои и со умерена температура. Можеме да понудиме не само градови и убава архитектура во Вилнус и во Каунас, туку и пејсажи и одморалишта на Балтичко море, селски пејсажи, помали градови на кои им е вратен сјајот. Изборот е разновиден: одморалишта, преноќевалишта, лековити бањи, можности за рекреација во селата и помалите градови. Мала земја сме, но убава и интересна. До пред 20 години оваа земја беше Советска република и немаше многу допирни точки со странските туристи. Остатоците од бившото време може да се препознаат и денес, но со осамостојувањето настапи нова ера на секое поле. Членството во Европската Унија и овозможи на Литванија модернизација. Значителни суми од европските фондови се искористија за развој и промоција на туризмот. Инвестициите од структурните фондови на Европската Унија во туризмот не е директна инвестиција. Не го промовираме туризмот директно, но директни се проектите за реновирање на културното наследство, изградбата на културни услуги, поддршката на малите и средните предпријатија. Така, туризмот е хоризонтален приоритет кој индиректно извлекува корист од структурната помош на ЕУ. Голем број туристи, разни вкусови. Ако ги прашате гостите што им се допаѓа, а што треба да се поправи во Литванија, ќе добиете милион различни одговори. Мојот прв печаток од Вилнус е дека е советски. Уште се чувствува тоа од пред 20 години. Го имам посетено Советскиот сојуз и уште има остатоци од тоа. Малку е несредено, како во Србија. Треба да се модернизира инфраструктурата, но природата е одлична за туризам. Има добри шанси да ја развија таа сфера. На десната страна има шума. Убаво е што на чекор од градот има природа. Лево е градот. Тоа ми се допаѓа. Штандот на Литванија на Експо во Шангај пред некоја година го посетиле 5 милиони луѓе. Свесни за своите квалитети, на литванците им успева атрактивно да ги спакуваат и се поуспешно да ги продаваат своите туристички атрибути. Кошарката, килибарот, старите замоци, новите спа центри и здравствени комплекси се дел од литванската приказна која стекнува се повеќе публика. Литванија ја живее есента на последната година од првата декада како членка на Европската Унија. Следниот голем предизвик ги очекува литванците во 2015-та. Тогаш, ако ги исполнат строгите критериуми на европските банкарски власти, литата ќе ја заменат со евро. Потоа им останува да уживаат во придобивките од членството во големото европско семејство и да бркаат големи резултати во нивната најголема пасија – кошарката. Историското минато како никогаш порано доби простор и содржини во туристичка Македонија, не само поради бројните нови споменици и градби. Над Струмица, Скопје или Кичево се издигаат тврдини кои на овие градови им даваат посебен шарм. Ентузијастите бараат одговор на мистериозните прашања врежани на старите камени плочи. И повторно во приказната нешто недостасува. Новите градски споменици се несомнено саќе полно мед за странските туристи, но како успешно да ја продадеме приказната за Скопското кале, најсјајниот дукат во македонската историска ризница. Европските држави се вешти во креирањето легенди за своите културолошки обележја и неретко водат агресивна кампања со која, освен што се промовираат во светот, го трупаат и салдото на државната каса. Македонија ги има Скопската и Самоиловата тврдина, Струмичките цареви и Прилепските Маркови кули. Тоа е многу повеќе од 2 напластени камена со кои умеат да се пофалат некои држави. Дурбин бара одговор. Каде застанавме, каде одиме и што треба да направиме за да го промовираме историското наследство и од него да направиме светска атракција. Кај нас Скопското кале, ете нели во тек се секоја сезона археолошки работи и ископувања, но му фали некое, да речам, не финално дотерување, него малку осовременување за посета. Кај нас првенствено нема служба за да наплаќа влезница и со тие пари и да го одржува калето. Кај нас имаме и еден мал парадокс да во сред археолошки локалитет имаме ресторант, па кога беше забранет влезот за групи во Скопското кале, гости слободно си одеа во ресторанот на свадби и на гоштевки.
малку беше непријатно, а и економска штета трпеа агенциите кои што во своите програми го имаа ставено посета на Калето, а не беа во можност да го реализираат, тогаш мораа да плаќаат пенали за таа работа. Македонија може да се пофали со многу локалитети и со многу богато културно-историско наследство, кое за жал многу малку е испромовирано. Ние од секој локалитет што го имаме, можеме да направиме туристичка атракција. Значи да привлечеме голем број на туристи што би дошле и би ги виделе оние убавини и она историско наследство кое го имаме. Па ако збориме конкретно за Калето, значи само може да го видите овој простор, ќе видите колку е неуреден. Значи прво излегува дека никој не се грижи за ова кале на начин како што треба. Прво скршени плочки. Понатаму немате обележено некакви табли, па да видиме што значува, од кој временски период е, што е Калето в сушност. Првите населби на Скопското кале се издигнале пред 5000 години. Низ вековите се мешале византиските и османлиските стилови, се додека тврдината не ја добила денешнава форма. Цврстиот бастион што ги чувал своите градители не попуштил под забот на времето. Ние живееме во овој град, но многу малку ја знаеме историјата на Калето. Овдека на Калето некогаш се наоѓале и кога Скопје станува вилајет како град и така натаму, се наоѓале седиштата на раководителите на Скопје, на пашите кои овдека имале своји конаци. И сите значајни личности кои доаѓале во Скопје, доаѓале во конаците на пашите овде, престојувале тука. Освен тоа, во еден извесен период, Калето исто така е седиште на касарни, на воени објекти, на болници исто така. Еден дел од болниците се наоѓа тука, па дури нешто и за време на Првата светска војна која сега доаѓа 100 годишнина од тоа. Така да сето тоа може да се употреби за една фина промоција и презентација на градот Скопје. А колку се знае за историјата на другите македонски калиња? По Скопската величинствена тврдина, најмаркантен бедем што се издигнува високо над преубавиот Охрид е импозантното Самуилово упориште. Уште докрај неистражена, мистериозна по својата форма, но и примамлива за кратците, оваа тврдина, поточно нејзиниот редок и уникатен камен, низ годините сурово беше експлоатиран за изградба на куќите во новиот дел од градот. Не сме уште во состојба да направиме таква архитектонска атракција што би стварно значила нешто на светско ниво, бидејќи тој тренд, знаете, многу градови се познати баш по своите архитектонски, модерни некакви достигнувања. Ние ми се чини уште не можеме тоа да го направиме, бидејќи не сме уште во состојба и да го државаме тоа истото. Најдобро е за еден извесен период да се остави тоа да се доистражи и да се остави за едните генерации. Ако истражувате Македонија и нејзините монументални зданија, ѕидини што сраснуваат со крошните на столетните дабови, патот ќе ве одведе и до прилепските Маркови кули, некогашната резиденција на кралот Марко и неговиот брат Волкашин, место кое ведро ја чека својата шанса. Познавачите велат дека Марковите кули би можеле високо да котираат на туристичката разгледница на Македонија, доколку би постоел договор за, како што велат, експлоатација на теренот. Голите камења сега не вредат многу. На локалитетот е потребно да му се даде душа и тој ќе заживее со сиот свој сјај. Prvenstveno mislime na turizam, alternativните облици на туризам, кои што сите овие во својата комплексност може да бидат користени, но без овие документи нема основен правен предуслов за да може да се пристапи. Дотолку повеќе што во досегашните активности се извршени сериозни истражувачки и конзерваторски зафати, што е многу битен сегмент за понатамошна експлоатација на овој простор. Струмичките цареви кули се повеќеслоен локалитет со длабока историја која допира до 5-тиот милениум и периодот на бакарното и бронзеното време. Овде се испреплетуваат хоризонтите на населување и раселување на генерации наши предци. Локалитетот изобилува со наоди кои реонот го поврзуваат со Егејска Македонија и со Мала Азија. Архитектите овде пронашле култни јами, кои содржат материјали со датум од времето на Филип и на Александар. Се уште се истражува доцната антика, а ентузијастите бараат одговор на мистериозните прашања врежани на старите камени плочи. Во речиси сите држави каде што е развиен туризмот, посебен е фокусот на
на археолошките локалитети. Тоа е голем бизнис и колку што знам, нашите соседи, грците, знам дека заработуваат доста од тоа. Знам дека доста си ангажирани околу целата таа работа, зашто неодамна бев на прилика да ги посетам Пела, Вергина, така некои позначени локалитети, на кои што многу е направено, и сметам дека со едно вакво уредување на овие локалитети, внесување во туристичката карта на Република Македонија, ангажирање на локалната самоуправа и ангажирање на сите заинтересирани, пред се туроператерите и туристичките агенции, сметам дека може да поттикнат еден нов импулс во развојот на туризмот во Република Македонија. И одново во Скопје, во градот во кој започнуваат сите фини нешта, крстопат на многу култури, народи и јазици, нашиот мал микрокосмос, но доволно голем за во него да го собере целиот свет. Камениот мост е многу повеќе од иззидан синџир кој што ги спојува левата и десната страна на Вардар. Тоа е култно место кое што ја поврзува историската димензија на градот со урбаните легенди и белези на модерното време. Некои народи ни завидуваат на фолклорот, на топлината, на прекрасната храна и на пивкото вино. Многу пати докажавме дека не сме дрво без корен, а се промовираме и како модерна дестинација. На големо се градат туристички капацитети, а владата интензивно работи на промоција на оваа економска гранка. Државата во својата пропагандна активност на сајмите за туризам, во разноразните промоции што ги организира, прави едни сериозни чекори во тоа. Дополнително е агенциите кои што се занимаваат со инкаминг повеќе да ставаат акцент на оние работи што сметаат дека ќе привлечат повеќе гости, повеќе внимание. Една од нив е Скопското кале и трета една многу значајна димензија која што кај нас некако се маргинализира, не се посветува доволно внимание на практичната обука на водичите, затоа што крајно водичите се тие што ќе ја презентираат приказната. Последните податоци покажуваат дека Македонија високо котира на туристичката мапа на Европа. Бројот на странски туристи е во постојан пораст и тоа за 12,5% во однос на минатата година. Гостите од Турција и натаму се лидери во бројот на остварени ноќевања, па кога толку се љубопитни за нашата историја да ја искористиме шансата и историското богатство да им го прикажеме во вистинска светлина. Толку во ова издание на Дурбин. Намерата не ни беше да лицитираме каде и што е подобро. Сакавме да ги посочиме сите предности и недостатоци во период кога се повеќе странци се интересираат за Македонија, за да дојдат уште повеќе. Пријатна вечер.